5 општини од истокот работат со блокирани сметки. Најкритично е во 3 општини на крајниот исток, Делчево, Берово и Пекчево, каде што нема развој поради испразнетите општински каси, лошата патна инфраструктура и селувањето на младите, а индустриските зони останаа празни ливади. Рекордер со долг од 4 милиони евра е Делчево. Општина Делчево не само во регионот, туку во цела Република Македонија, една од најзадолжените општини по број на жител, значи по таа ставка се смета задолженоста на една општина. Јас кога направивме примо предавање со претходниот граначелник, значи сметката на во општинската каса беше празна. Меѓутоа имаме и огромен долг кој што е стекнат со години наназад. Долгот е негде околу 4 милиони евра. Општината е блокирана од 27.3.2017 година за изnos од 31 милион денари. Значи, тие се средства со кои е блокирана општината, моментално работиме со лимит кој возможува да не се извршуваат средствата кои се неопходни за нормално функционирање на општината. Граначелниците појаснуваат дека станува збор за долгови чија основица е многу помала, но каматата е многу повисока, поради судските процеси кои безпотребно се влечеле и по 15 години. Новиот граначелник на Кочани, откако ги направи финансиските анализи, општината ја прогласи за неликвидна. Со други зборови, да кажеме дека трошоците кои ги имаме не ги покриваат приходите кои ги добиваме секојдневно. На функцијата градоначелник сум од 25 октомври и според сознанијата, односно според информациите што ги добив од моите соработници, ние во моментот имаме на тековната сметка, односно долгови по однос на обврски кои се направени во измениатиот период, значи тековни по фактури околу 48 милиони денари. Новите граначалници решенијата за лошите финансиски состојби ги гледаат во штедењето, но и во поддршката од државата. И разговаравме со премиерот на оваа тема, има значи тој увид во оваа ситуација не само за општина Делчево, него и за другите општини и изнаоѓа решенија кои што мислам дека наредната година ќе ги дозна и цела јавност, за да општините можат да ја одблокираат своите сметки и да работат нормално. Поради празните општински каси на неколку општини, меѓу кои Штип како најголема во регионот, се соочи со проблемите како навреме да ги исплатат платите на вработените во администрацијата и јавните претпријатија.